Нов петок и повторно сме во прекрасниот амбиент на лаунж барот Двор 20. И Елена, вие во продолжение ќе ја гледате новата емисија на Time Out на КМ телевизија. Денес имам гостинка, еден спорт кој што нема победници, односно каде што сите се победници. Со мене денес е Ирина Дишовска, планинарење. Може така да кажеме дека се вика спортот. Може, да. Ирина, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин и за гледачите на КМ телевизија да ги раскажеме, еве ќе решам, твоите авантури за овој не секојдневен спорт, меѓутоа се попопуларен. Ви благодарам на поканата. Ќе започнеме стандардно како што ги започнуваме и сите емисии. Како се роди кај тебе љубовта за планинарањето, за планината? Љубовта за планината веројатно доаѓа природно на луѓето кои што живеат во градот Тетово, градот под Шара. Значи, уште од многу мала, уште од мали нозе, најчесто викендите со моите родители ги поминувавме надвор на отворено. Во тоа време се организира, знаете, викенди на шапка, се организираат кампови на Трибоде и тука во околината, Тетовската околина, и веројатно со текот на времето љубовта кон планинарењето се добива со тоа што нели ги гледаш планините над тебе и посакуваш да си таму некаде горе. Така да уште многу мала го имам тој афинитет со тоа што бев цело време надвор. Ова е еден спорт повеќе рекреативен, би рекол, меѓутоа вака би го формулирал прашањето. Кога започна по-професионално да ја гледаш оваа работа, односно да планинариш? Значи јас уште на мои 15 години, тоа е 15 години од сега назад, ако се вратиме во времето, бев член на планинарскиот клуб Љубовта на Тетово, тоа е најстариот клуб планинарски во Македонија од 1925-та. Почнав да планинарам со нив. Меѓутоа, веројатно малку посериозно во последниве 10 години со сами, нели, со возраста која што ја достигнуваш и со можностите кои што ги добиваш со текот на годините, посериозно почнав да планинарам и се зачленив во друштво во Скопје, бидејќи таму, нели, се преселив со место на живење и сега сум член на клубот I Love Hiking од Скопје. Како изгледа еден обичен ден на Ирина Дишовска? Обичен ден на Ирина Дишовска започнува уште во 6 часот наутро, веројатно и пред 6 часот наутро. Како што напоменав, живеам во Скопје и најблизок врв во градот Скопје ми е Водно, каде што ги правам секојдневните тренинзи. Тие тренинзи ги правам најчесто многу рано наутро, уште пред да почнат топлините или пред да почне, нели, работното време во градот. И се искачувам на врв Водно, нели, се рекреирам или се кондицијски се подготвувам, се враќам дома и после тоа, нели, после средувањето почнуваат работните обврски што следуваат во текот на еден ден. Дали во животот некогаш тренираше некој друг спорт, без разлика дали од екипните спортови со топка или некој друг индивидуален спорт? Индивидуален спорт немам тренирано до сега, меѓутоа од екипни, да, додека живеев во Тетово, од мои 10 години па до мои 17 години тренирав одбојка во Бамикор. Тоа, нели, е одбојкарски клуб од Тетово, меѓутоа немав некои посебни желби да станам професионална одбојкарка. Дали имаше некогаш некоја желба да се видиш како успешен спортист во некој друг спорт? Во друг спорт не. Дефинитивно не. Значи, планинарењето го гледам како спорт кој што е рекреативен. Јас сум аматер, да, не сум професионално не се бавам со овој спорт, меѓутоа и тој аматеризам кој што го правам јас достигнува некое ниво кое што може да парира на професионалец спортист. Така да мислам дека освен планинарење, друг спорт вака во меѓувреме во животот не ме влечел да тренирам. Кажа дека секој ден одиш на Водно и да, тоа е делот, да, тоа е еден вид на тренинг, дел од подготовката. Да. Меѓутоа, за да се одржиш во физичка кондиција, дали трчаш на кејеве во Скопје, дали одиш во теретана, што се влегува во тренинг за планинарење?
Во тренинг за планинарење, да, влегуваат многу работи. Јас кондицијата, освен што ја одржувам секојдневно на водно, од понеделник до петок, се трудам максимално секој викенд, сабота и недела да го поминам на планините кои што се повисоки од 2000 метри во Македонија. Освен искачување пешки на водно, користам искачување и со точак, поради тоа што кондицијата која што се стекнува со возење на велосипед, односно на планинско возење велосипед, е незаменлива дефинитивно. И во меѓувреме кога се подготвувам за некој посериозен врв, одам и во теретана, да, бидејќи условите во теретана и вежбите кои што ги правиме, зајакнуваме одредена група на мускули кои што сметаме дека во одреден момент не можеме да ја зајакнеме само со класично планинарење на водно и на другиве планини. Тоа се, например, мускулите во пределот на стомакот, односно кор мускули, кор вежби, за зајакнување на столбот, нели, на телото, бидејќи на планините кои што се посериозни планини и повисоки планини носиме релативно тешки ранци и тој дел од телото треба да е баш стабилен и цврст. И други мускули кои што мускулна група кои што ги вежбаме во теретана, а кои што ми помагаат во планинарењето се квадрицепсите на нозете, бидејќи со зајакнување на квадрицепсите на нозете го спречуваш ризикот за повреди на колената при симнување од планините, што е едно од клучните правила, значи да можеш безбедно да се симнеш. Не би сакале, нели, да имаме проблем со колената при симнување од било кој врв, дури и од водна. А зглобовите? Зглобовите на нозете, скочните зглобови се зајакнуваат со самото планинарење и со самото трчање. Ме прашате дали трчам на кеј, не го практикувам многу трчањето на кеј во Скопје, бидејќи има значи трчањето најчесто е на асфалт, а асфалтот релативно ги уништува колената, така да се трудам да трчам на патеките што се на водно. Значи има патеки, трим стази, тоа се патеки кои што се макадам патеки и трчам на нив затоа што сепак скочниот зглоб треба да се прилагоди на нерамен пат. Така да трчам, да, меѓутоа не на кеј. Тоа го практикувам на водно. Во спомен на ранецот, Да. дека е многу тежок, што се треба да подготвиш за да одиш на планинарење? Знам дека има разлика од тоа колку денови ќе престојуваш таму, има разлика од зимски и летни услови веројатно. Да. Меѓутоа генерално што треба да имаш подготвено во ранецот? Да, генерално во еден ранец, планинарски ранец, има значи премногу работи. Кажавте и самите дека да, летните услови од зимските услови се различни. Во летни услови приоритет во ранец е водата. Дефинитивно, значи во летни услови кога искачуваме, тоа се месеците уствари кои немаат Р во називот на месецот, односно од мај месец до август месец можеш да поминеш на планина дури без целосната соодветна опрема, меѓутоа не и без вода. Дефинитивно водата е нешто приоритетно кое што се става во ранец и тоа минимум 3 литри вода на било кој врв во Македонија. Надвор од Македонија и на повисоки врвови, дека е значи тотално друга приказна и друг начин на пакување на ранецот. Јас исто така не изоставувам никогаш како дел од опремата челна ламба, во случај нели да се смени времето, да се стемни, значи челната ламба е исто неизоставен дел од опрема. Астрофолија која што е двострана фолија и помага и при зимски и при летни услови. Значи има и сребрена и златна страна на астрофолијата, односно во зима може да те згрее, а во лето може да спречи да добиеш хипертермија на телото, односно да добиеш од сонцето, нели, да добиеш топлотен удар. Така да астрофолијата е еден неизоставен дел од опремата која што јас секогаш имам во ранец и дефинитивно имам секогаш јакна, без разлика дали одам во лето, затоа што сите знаеме добро, планинарите особено, значи кои што планинарат активно, знаеме дека дури во текот на летото на планина која што е над 2000 метри висина може да се соочиш со малтене зимски услови. Така да јакната која што е хачел јакна, непропустлива на ветер и на вода е една од приоритетните работи кои што ми се секогаш во ранец. Колку може да биде разликата, температурна разлика, пример во лето кога тука во град е 40 степени преку ден и на некоја планина над 2000 метри во вечерните часови? Разликата во вечерните часови е драстично голема, односно, значи, некое непишано правило, особено за условите во Македонија зборам, разликата во степени на секој 1000 метри е 5 степени помалку од градот. Меѓутоа, градот има задржување на топлина,
која што на планините не ја добиваме толку, бидејќи воздухот е поредок горе. И таа топлина, значи, освен 5 степени кои што се некоја нормална разлика во температурата, се зголемува таа разлика затоа што воздухот е многу поредок и жештината, значи, која што ние ја чувствуваме во градот, не можеш да ја почувствуваш на планина. Во град, кога имаме 40 степени обичен сончев, нели, летен ден, може да се случи на Титов врв во вечерните часови да имаме температура која што би била под 20 степени. Значи тоа е веќе разлика од сериозни 20 степени за едно човечко тело на кој што треба да се прилагоди и кој што, нели, треба секој планинар да биде подготвен дека таа температурна разлика си бара и соодветна опрема. Како се подготвувате за таа температурна разлика на климатските промени? Климатските промени не влијаат многу на телото на човечкиот организам, затоа што искачувањето, значи додека трае самото искачување, телото релативно се загрева и не се чувствува толку разликата, односно ти го имаш загреано веќе телото додека качуваш нагоре и можеш да ја почувствуваш таа разлика доколку се задржиш подолго на одреден врв. Односно доколку се качиш на некој од врвовите над 2000-2500 метри, нели, кои што ги имаме премногу на Шар планина, горе кога ќе се стабилизира телото и кога ќе направиш одмор на самиот врв, после половина час, еден час веќе почнуваш да чувствуваш разлика. Тогаш веќе треба да направиме, нели, слоевита облека, значи да се облечеме, да направиме промена на облеката која што си ја носел. Тоа е уствари прилагодувањето во однос на температурната разлика. Поголемо прилагодување треба во разликата во висината која што ја достигнуваш по врвовите. Како го правите тоа? Па за врвовите во Македонија, значи каде што највисокиот врв ни е 2870 на метри. Лично јас, затоа што сум многу често по планините над 2000 метри, мене не ми треба посебно аклиматизирање за тоа. Меѓутоа, обичен човек може да почувствува недоволна аклиматизација на телото, дури и на врв што е од 2000 метри. Меѓутоа, на врвови кои што се над 3000-4000 метри, веќе треба активна аклиматизација. Тоа значи дека секогаш треба во текот на денот, бидејќи тие авантури кои што ги нарековте вие траат неколку дневно, значи не се во еден ден. Треба во текот на еден ден да постигнеш повисока, што е можно повисока точка на која што, нели, е целна точка да стигнеш и да се симнеш што пониско да преспиеш. Тоа би значило дека еден врв, на пример, од 3500 метри, доколку тргнуваме од 500 метри надморска висина, треба во текот на денот да искачиме 1000, 1200, 1300 во зависност, нели, од кондицијата која што имаме, меѓутоа повторно да се симнеме долу да спиеме на 500 метри. Вториот ден веќе може да отидеш, на пример, до 2000 метри, па се симнуваш да спиеш на 1000 метри. И тие секој нареден ден тие 1000 метри разлика кои што ги правиш, секогаш се симнуваш малку пониско да спиеш. Така телото се аклиматизира правилно, активна аклиматизација е тоа, и така нема да почувствуваш никакви тегоби во однос на качувањето. Имаш планинареност, имаш искачено врвови низ целиот свет. Да. Меѓутоа, како се подготвуваш за да тргнеш на пат? Што се треба да знаеш за одредена дестинација? Еве, актуелна беше со искачувањето на Килиманџаро, еве ќе го земам пример, ќе говориме подоцна и кои врвови и каде се во светот имаш искачено, меѓутоа, еве, одиме во Танзанија на Килиманџаро. Така. Од каде треба да почнеме да се подготвуваме и што се ни треба за да отидеме на Килиманџаро? Вака јас, значи, кога планинарам, кога правиме експедиции на врвови кои што се надвор од Македонија, најчесто одиме без водичи, тоа би значило дека одиме во собствена режија. Кога оди човек во собствена режија, без разлика дали оди сам или оди во група, нели, мала компактна група, најпрво што треба да се направи е добро да се информира за врвот кој што следува при искачувањето. Односно, тоа би значило да се информира дали ти треба посебна дозвола за искачување во самата држава. Дали ти треба, доколку државата и врвот, нели, имаат национален парк, дали врвот е во националниот парк и ти треба посебна дозвола од националниот парк за движење. Дали треба да имаш, односно дали се задолжителни водичи од изнајмени од националниот парк за искачување на тој врв, што беше, нели, случај со Килиманџаро, каде што ние тргнавме од Македонија без никаков водич во собствена режија, меѓутоа задолжително националниот парк на Килиманџаро има услови дека мораш да изнајмиш водичи кои што ќе те однесат до врвот и ќе те симнат безбедно долу. Така да информациите кои што ги прибираме, сега со интернетот, нели, се е достапно,
се значи неопходни да се соберат сите точни информации пред поаѓање на пат, за да не се доведеш во ситуација нели таму да стигнеш и да не знаеш што следно да направиш. Откако ќе се приберат сите информации, втора исто така многу битна работа е симнување на GPS траки, односно тоа се GPS патеки, бидејќи секој врв има минимум 2 рути на искачување, значи минимум 2 рути. Така да се одлучувате нели по која рута би било движењето до искачувањето на врвот. Така да се симнува GPS насоки за врвот, бидејќи тие насоки некогаш знаат, значи тој GPS кој што ние го користиме при искачување на планини надвор од Македонија значат живот. Се случуваат насекаде по врвовите, сведоци сме ние што се бавиме со планинарење, дека се случуваат многу работи, непредвидливи работи. Може да се случи и тој што ти е водич, нели, да се случи да се повреди, не дај Боже, нели, дури пострашни работи од повреди, да не може безбедно да те качи или да не може безбедно да те симне, ти мораш да имаш бекап опција, да знаеш точно како да го симнеш врвот или кампот на кој што се наоѓаш и безбедно да се вратиш дома. Тоа е втор приоритетен пристап кон секој искачување надвор од Македонија. И трета работа е дефинитивно проверка на опремата. Односно, информациите кои што ги собираме за врвот, се вклучуваат и температурите кои што не очекуваат на одреден врв. Никој не може да гарантира за температурата, бидејќи се очекуваше на Килиманџаро температура околу 5 степени над нулата да биде на врвот, а ние имавме минус 18 степени. Тоа е драстична температурна разлика. Меѓутоа, тоа не е нешто што првпат ни се случува на нас. Има луѓе кои што и пред нас биле таму, нели, многу луѓе кои што го искачиле, има луѓе кои што иста таква температура на разлика имале на врвот. И значи тугите примери ги користиме, нели, како корисна информација за да знаеме точно од опремата што да имаме при една експедиција надвор од Македонија на такви сериозни врвови. Како ги финансирате овие патувања? Сигурно не се ефтини. Не се ефтини, воопшто не се ефтини. Мислам, тргнувајќи од авионските карти кои што се по неколку стотици евра, па се до дозволите за искачување кои што стигнуваат неколку илјади евра. За жал во Македонија има малку слаб слух за планинарењето како спорт, односно луѓето се скептици во однос на финансирање, нели, на планинарење. Имаме ние Федерација на планинарски спортови на Македонија која што има одреден буџет и финансира експедиции кои што се надвор од Македонија. Меѓутоа има таму внатре во федерацијата одредени правила кои што треба, нели, да ги почитуваш, и тие правила и услови кои што треба да ги исполнува еден клуб за да добие буџет од федерацијата. Сега одредени клубови ги исполнуваат, одредени клубови не ги исполнуваат тие услови. Меѓутоа, како што одиме ние најчесто, мојата екипа, мојот тим во сопствена режија, ние не се повикуваме на ниту еден од клубовите. Ние само може да пријавиме искачување во федерација, односно федерација да биде запознаена дека воопшто од Македонија одредена група оди на Килиманџаро. Не се работи тука за признанието кое што ние ќе го добиеме, ние добиваме признание од државата Африка, меѓутоа се работи за еден, нели, пристап во кој што ти федерацијата сепак како највисока инстанца на планинарењето во Македонија ја известуваш дека сепак има македонци кои што ќе се обидат да го искачат врвот. Собираме спонзорства, да одиме по фирми, се трудиме, знаеме дека фирмите имаат исто така многу оскуден буџет за спонзорирање на било кој спорт, не само за планинарењето. Меѓутоа ете така има, ќе се најдат по некои спонзори кои што ни помагаат. Најчесто сите патувања и сите искачувања ги финансираме сами. Без разлика што ќе добиеме одредено спонзорство од 1, 2, 5, 10 фирми, тоа никогаш не е доволно или никогаш не ги поминува границите на она што е потребно за искачување на еден врв. Значи, според ова, не можеш да живееш од планинарење? Не, дефинитивно не. Предпоставувам дека тие кои што се професионални планинарски водичи, што не е случај со мене, јас не сум водич, немам лиценца за планинарски водич, ниту во летни, ниту во зимски услови. Меѓутоа има доста планинари македонци кои што имаат лиценца за планинарски водичи во летни и во зимски услови. Планинарските водичи можат да екзистираат од планинарење доколку, нели, организираат планинарски тури надвор од Македонија и тие планинарски тури соберат доволен број на учесници за да го да ја извадат, нели, таа една
цифра која што би била доволна за планинарскиот водич да живее од тоа во текот на еден месец. Меѓутоа е многу тешко бидејќи во државите надвор од Македонија и во врвовите кои што се искачуваат нели над 3-4-5 метри, секогаш има качувачка сезона. Не можеш да отидеш на пример на некој врв било кој период од годината. Не можеш да отидеш на Килиманџаро во август месец, затоа што ние знаеме дека јули и август е многу врнежливи месеци и буквално е многу голем ризик и неисплатливо да стигнеш во Танзанија, да платиш дозвола за качување, да финансираш планинарски водичи од државата и да не го искачиш врвот поради времето. Или не можеш да отидеш во Непал во мај месец. Заради тоа што Хималаите се искачуваат во мај месец, меѓутоа ти треба да бидеш таму барем во март месец, еве и април, почеток на април е некоја крајна точка кога би требало да бидеш во Непал, за да се извади дозволата во Непал, во градовите каде што ги издаваат дозволите, за да стигнеш до базниот камп од каде што започнуваат искачувањата и од почетокот на базниот камп па се до четвртиот камп и после тоа и до врвот да имаш доволно време за врвот да го искачиш во мај. Јуни месец веќе е доцна за искачување на Хималајски врв. Така да и тие планинарски водичи доколку организираат некои тури имаат качувачки сезони. Тоа се качувачка сезона во мај, качувачка доцна есен, октомври, ноември месец, кој ще се претпоставувам 2-3 месеци најдобри за искачување на врвови, сериозни врвови над неколку илјади метри. Во јануари каде е најдобро да се оди на планинарење? Јануари е месец каде што јануари и февруари се месеци каде што се искачуваат веројатно врвовите во топлите држави што ги нарекувам јас. Во Јужна Америка. Во Јужна Америка, во Аргентина, Конкагва, да. Например, на Конкагва, во Аргентина, тоа е највисок врв во Јужна Америка. Искачувањата се секогаш во јануари и февруари. Исто така во Танзанија на Килиманџаро искачувањата се во јануари и во февруари, затоа што тие се најприфатливи месеци за едни врвови кои што се наоѓаат на таквите места. Да, тие се на јужната хемисфера. Да, тие се поблиску до јужната хемисфера и периодот од почетокот на јануари до крајот на февруари, времето горе на планините е најведро, значи можеш да добиеш weather window што го нарекуваме ние или временски прозорец, најголеми се шансите да ги добиеш во овие месеци, односно временски прозорец од минимум 3 убави денови за ред во кои што нели планината ќе ти овозможи да ја качиш. Да. Тогаш кај нив е лето. Тогаш кај нив е лето, да. Кај нив е лето. Да. Сега ме интересира кој е највисокиот врв што го имаш искачено? Највисокиот врв е уствари Килиманџаро кој што го имам искачено, тоа е 5895 метри. Меѓутоа не запираме тука, јас имам афинитети да одам и на повисоки врвови. Во моментов сум веќе во подготовки на крајот од годинава да се упатам на Хималаите, ќе искачувам една многу интересна 7000-дарка ја нарекуваат, иако и фали 100 метри до 7000 метри. Меѓутоа таа е една интересна 7000-дарка за искачување и се надевам еден ден дека во животов ќе имам доволно мотив, нели, и кондиција и средства за да искачам и 8000-дарка. Тоа е мојата желба. Сега кажи ми каде се низ светот имаш искачувано врвови, кои се тие врвови? Еве барем дел тие побитни што се. Да, значи во светот е широк поим. Вака, значи на Алпите имаме врвови кои што се значи освен Монт Блан кој што е нели највисокиот врв на Алпите и кој што не важи за највисок во Европа, значи највисок во Европа се наоѓа во Русија, тоа е Елбрус. Значи на Алпите имам искачено врвови и гребени од околу 4000 метри висина. Ги имам искачено во Русија и во Грузија највисоките врвови Елбрус и Казбек во Грузија, тие се 5000-дарки, значи врвови кои што се над 5000 метри. Идам значи на врвовите во државите кои што се највисоки. Значи највисокиот во Русија, највисокиот во Грузија, највисокиот во Австрија, највисокиот во Италија. Секогаш се стремам да го искачам највисокиот врв која што е во одредена држава, бидејќи кога веќе нели го имаш патувањето уплатено, кога веќе се упатуваш на одреден нели на одредена планина, секогаш ја бираш највисоката точка како нешто што е најимпозантно и најинтересно да се искачи во таа држава. Мене ме интересира во Холандија кој е највисок врв? Во Холандија највисок врв е едно брдо, тоа е 331 метар висина. Да. Тоа е колку нашето Кале некаде, така некако му доаѓа. Па не, Кале е малку повисоко. Да, тоа е некаде висина колку што е Скопје високо. Да. Да, холанѓаните се нели ниска. Да, тоа е низоземска и буквално нема врвови. Да, така.
Ова е и опасен спорт. Опасен спорт, знаеме дека има многу несrećни случаи дека се има случувано. Кажи ми, имаш западнато некогаш во такви проблеми, бура, невреме големо, да задосните со спуштање од некој врв? Да, имам две сериозни невремиња, ако сакате наречете ги, тоа се снежни бури. Едната бура ме има фатено на Елбрус, тоа е највисокиот во Европа, се наоѓа во Русија, 5642 метри е висок. Во 2017 година бев со екипа од Македонија, исто така без планинарски водичи, значи компактна група мала од 5 луѓе. Го започнавме Summit Push. Summit Push е ноќта на полнок, нели, во 12 часот се трга кон врвот и со тоа што треба да излезеш на врв некаде пред максимум, значи пред 12 на пладне. Движењето ни одеше релативно брзо. Знаевме дека ќе имаме временски прозорец, дека времето ќе биде убаво утре дента. Меѓутоа на 5350 метри, тоа е седлото што го нарекуваат, значи тоа е 300 метри под врвот, се случи страшна снежна бура со сериозен ветар, веројатно имаше над 70-80 км на час ветар. И тоа е дефинитивно услови во кои што не сакаш да продолжиш со качување. Не само ние, не само нашата група, сите планинари кои што се најдовме на тој момент на седлото на Елбрус, се вративме буквално назад до 4100 метри, до кампот кој што беше на 4100 метри и се откажавме од качувањето таа вечер. Меѓутоа утре дента, на полнок истата вечер, тргнавме кон врвот и на врвот стигнавме Сабајле во 6:20. Имавме прекрасен временски прозорец со сонце и преубаво време и услови и се. Времето на планина драстично се менува од ден во ден, дури од час во час. Втора работа која што исто така сериозно ми се има случајно, значи да ме спречи во една моја цел е симнување од планина, симнувањето од Матерхорн, од италијанската страна, од врвот до домот, затоа што таму има Карел дом, Карел хат се вика, кој што се наоѓа на 3000 нешто метри. Значи, од врвот до домот не успеав да стигнам во еден ден. Тоа значи дека од врв треба да се симнеш до домот, до планинарскиот дом, кој што е импровизиран планинарски дом. Тоа не е како планинарскиот дом и во Македонија, тоа буквално виси на карпа и немаш услови за живот. Нема вода, нема струја, нема ништо. Меѓутоа, ете, служи како еден вид за солниште, за ти, нели, доколку се симнеш од врвот и не успееш да се симнеш до долу до градот, да се засолниш од временски непогоди. Снежна бура исто така ме фати, без разлика што беше јули месец и предпоставувате дека нели во јули месец треба да биде едно убаво прекрасно време, не. Значи температурата и ветерот кој што ме спречија да се симнам до градот, направија да морам да преноќам уште една вечер после целодневното и целовечерното искачување до врвот и назад, да преноќам во Карел хат и тоа беше навистина не беше воопшто пријатно чувството, бидејќи се наоѓа во домот буквално сама. Имаше други луѓе и водичи со клиенти кои што го качуваа врвот, меѓутоа они се секогаш побрзи, поспретни. Јас го правев тоа искачување буквално сама и не успеав да се симнам, да го излекувам јажето, да го пакувам јажето, па на следното взелување, што го викаме симнување па јаже, повторно да го излекувам јажето, повторно да го вратам во ранец и тоа трае со часови буквално и не успеав да го направам во еден ден до доле. И бев престрашена затоа што останав на над 3500 метри сама и само чекав да сопрене времето за да тргнам назад. Времето се стиши некаде околу 4 саат Сабајле. На брзина се спакував исплашена да не ме сретне повторно некое невреме и некаде на кај 5 се симнав, почнав да се симнувам надвор. Дури ми требаше од 5 дури 7 часа да се симнам во градот. Значи симнувањето траеше долго. Дали има проблеми со диви животни на тие висини? Не. Диви животни не. Најдиво животно кое што јас го имам видено е на Попова, мислам не е Попова шапка, тоа е на Шар планина. Јас бев на зимско искачување на карпите на Казани. Тие што ја познаваат Шара, претпоставувам дека знаат каде е тоа. Тоа е зимската насока која што води до Тито врв на Шар планина и некаде на половина пат има карпи каде што јас одам во текот на зимата и вежбам. Односно вежбам качување по карпите кои што се во тој момент замрзнати, нели? И ми требаат тие вежби за искачувањата надвор од Македонија.
Меѓутоа кога завршивме со двајца мои пријатели, кога завршивме со искачувањето на карпите, си ја собравме опремата и требаше да тргнеме нели према Попова шапка ски центарот за да си се вратиме дома. Некаде над антени, тоа е исто врвот сим врв антени, ни излегува пред нас 13 волци. Значи тоа не е еден, не е два, не е три, тоа се 13 комада, 13 волци и ние бевме буквално престрашени. Јас мислам во тој момент дека си се онака, се опрости под животот, реков тоа е тоа. Интересна работа е дека волците колку и да се диви животни, колку и да се нели најдивите животни на нашиве планини, воопшто не се ни обидаа да не заплашат, да не нападнат, значи колку што ние бевме исплашени од нив, толку беа они исплашени од нас и буквално со брзина на светлината, значи они истрчаа во долот и ни се тргнаа од патеката. Они беа на патеката каде што ние требаше да поминеме за да се вратиме на ски центарот Попова шапка. Мечки среќаваме често, особено во зимските периоди, бидејќи во зимски периоди мечката остава траги во снегот. Најчесто и го знаеш движењето согласно трагите во кој правец оди, нели? Меѓутоа, како што ние ги гледаме трагите, така и она на нас ни ги гледа трагите. И секогаш кога ќе види траги од планинари, се трга на страна. Значи, се што го прави човекот за да се заштити од животните, го прават и дивите животни да се заштитат од човекот, кој што според мене е најдивото животно на планетата. А змии во летни услови? Во летни услови, да. Има змии, во Македонија имаме нели македонска лутеница, шарка и поскок, меѓутоа змиите се животни кои што од шумот кој што го правиме ние при качување и присилнување од одредени врвови, они бегаат. Змијата не напаѓа, змијата напаѓа доколку ја згазнеш, доколку ја нагазнеш. Меѓутоа доколку ја стои на патот и ја одминеш дали од лево или од десно, никогаш нема да те нападне. Јас качувам карпи, на матка најчесто сум, бидејќи матка ми е најблиску нели со место на живење, па можам да си дозволам да одам многу често горе. На карпите на матка исто така има многу змии, најчесто тоа се смокови, меѓутоа знае да се појават и некои од змиите отровници. Исто од шумот што го правиме и од звуците кои што ги слуша, змијата секогаш се трга од патот и од насоката на која што качуваш. Се има случајно да влезе змија во шаторот или во ранец? Мене ми се нема случајно да ми влезе ни во шатор, ни во ранец. Имам слушнато од пријатели планинари дека им се има случајно, меѓутоа на едно кампување со моја најдобра другарка, на едно кампување во Демиркапија и на искачување на карпи, беше многу касно на вечер, требаше да ги собереме стварите и да влеземе во шатор да преспиеме и утрената продолжуваме нели со качување на карпи. И буквално пред шатор секоја, мислам, среќа имавме што шаторот секогаш го затвараме. Значи шаторот има нели врата со патент кој што секогаш треба да биде затворен, не само ради змии. И обичен инсект да ти влезе може да ти направи сериозен проблем натре во шатор. Така да при собирање на стварите под ранецот од Даница од другарка ми ни излезе шарка. И таа шарка беше во тој момент беше многу агресивна. Значи, она се бутнала под ранец ние додека сме качувале карпите и кога го тргна Даница ранецот, ние ја видовме нејзе, меѓутоа и она се исплаши затоа што и си го тргнал склоништето и ние во тој момент моравме да се ослободиме од змијата. Не смеевме да дозволиме змијата да остане бидејќи имавме многу ствари надвор, можеше да се бутне во било која чизма, патика за качување, ранец, не знам, во храната, бидејќи не внесуваш се во шатор, особено не во летни услови, нели се е надвор од шаторот. И ние моравме да се ослободиме на голема жалост со таа змија, за да не дојдеме во ситуација да бидеме каснати. Сепак е змија отровница. Кога веќе ги споменавме шаторите, кога планинарите, кога искачувате некој врв, обично поставувате кампови, односно поставувате шатори. Да. Тука сте по неколку денови. Што правите откако ќе завршите со искачувањето? Претпоставувам дека се ориентирате према времето, кога ќе се стемни, веќе легнувате да спиете, бидејќи кажавме нема интернет, нема телефон, значи нема Facebook, нема социјални мрежи на планина. Меѓутоа како функционирате? Претпоставувам дека се дружите, дека одите, сепак тоа е едно друштво, сите меѓу себе се познавате. Да, најчесто видите на експедиции, најчесто се оди со луѓе кои што ти се блиски и кои што движат барем приближно добро или приближно лошо, нели во зависност од планинарот, како тебе. Не би сакал да трнеш на врв со некој кој што е екстремно побрз од тебе, па да треба да го бркаш нагоре, ниту пак со некој што е многу спор и поспор од тебе, па да треба он да те брка или ти да одиш многу споро поради неговата слаба кондиција. Така да секогаш се трга на планинарење и на експедиции со компактна група. Кога велам компактна, тоа значи дека горе долу сите да сме кондицијски, барем приближно слично или исто спремни, подготвени.
се поставува шатор. Шаторот служи како нели за солниште во текот на ноќта. И секогаш кога се поставува шаторот, прва работа која што ја правиме е пресоблекување, значи целосно менување на гардеробата, тоа е слоевита гардероба, меѓутоа не оставаме на нас гардероба која што била на нас во текот на искочувањето. И секогаш се прави прво јадење. Најчесто качувањата по експедициите траат по од 8, 9, 10, некогаш 12, 13 часа во текот на еден ден. Се тргнува многу рано во раните утрински часови, некогаш во 4, некогаш во 5 наутро, и шаторот се поставува веќе на кај, не знам, 3, 4, 5 попладне. Најчесто 5 попладне треба и веќе да ти е поставен шаторот, додека се подготвите, нели, додека извадите од ранеце, поставите вреки за спиење, подметачи, ламби кои што ги користиме, нели, за внатре во шатор, веќе доаѓа време за јадење. Во текот на движењето најчесто планинарите, многу е интересно тоа прашање, ми го поставуваат често, што јадете? Ние не јадеме. Колку тоа да звучи чудно, додека планинариш, да, јадеш, ако одиш на Титов врв и застануваш на пола пат и вадиш сендвич од ранец и јадеш. Меѓутоа на планинарски врвови, кои што се експедицијски врвови, кои што траат искачувањата со денови, ти не можеш да си дозволиш сендвич кој што тежи 150-200 грама да го имаш во ранецот. Тоа е голема тежина. Носиме дехидрирана храна, тоа е храна која што е сува храна, сув ориз, суви макарони, и тие се варат, нели, во примуси, тоа се специјални примуси тенџериња со плинско, кои што ги користиме за варење на храната, топиме снег, го ставаме сувиот ориз или сувите макарони, тие нели набавруваат, се јаде и после тоа нели се влегува во шатор, секој во својата вреќа. Најчесто на тие врвови каде што се користат експедицијски шатори, горе е многу ладно. Не сакаме да бидеме надвор од шатор, се бутаме во вреќа, се ослободуваме од опремата што имаме на нас и го планираме искачувањето за следниот ден. Гледаме временски услови, бираме нели во кој одреден ден, мислам во кој дел од денот ќе тргнеме, дали ќе биде во 4, во 5, во 6, кој колку му било тешко искачувањето до таа точка, одредуваме до која висина следниот ден би се искачили, и такви некои работи кои што се неопходни да се разговараат вечерта пред поаѓање на утредента нагоре. Значи не играте карти? Не, карти не можеш да понесеш на такви врвови, затоа што и картите се релативно тешки. Кажи ми сега, што е следно, значи, што следува? Кои се следни врвови за освојување? Да, следно освојување на врв ми е дефинитивно Хималајски врв. Јас никогаш немам, до сега не сум била на Хималаите, меѓутоа Хималаите се сон на сите високогорци планинари, односно планинари високогорци се нарекуваат оние што искачуваат над 4-5 метри врвови. Така да се упатуваме во октомври месец, на 2 октомври, со мојот партнер за качување Лазо, се упатуваме кон Катманду и од таму, од Катманду имаме нели авионски лет до Лукла, аеродромот, и од таму се упатуваме до базниот камп на Амадаблам. Амадаблам е 6918 метри висок, се наоѓа во Непал и е еден технички врв за искачување, значи не е обично планинарење. Има поставување на фиксни јажиња и качување со целокупна опрема за искачување на карти што ја користиме тука, нели, при вежбањето. Така да се надевам дека ќе имаме успешно искачување. Експедицијата ќе трае минимум 30 дена. Доколку успешно го искачиме и го снимаме врвот, се надевам дека ќе се видиме повторно и ќе ви раскажувам. Не знам, унапред не можам да кажам, однапред не знам што ме очекува таму. Да, секако. Пред крајот сме на емисијата, пред известен период имаше едно импресивно, навистина импресивно видео каде што во црвен фустан и боса се искачуваш по карпи на матка, ако не се лажам. Да, тоа? на матка. Да. Што е разликата меѓу ова планинарење и искачување по карпи? Разликата помеѓу планинарењето и искачувањето на карпи е навистина голема. Значи има луѓе, 90% од планинарите не искачуваат карпи и не ни сакаат да искачуваат карпи. Јас го почитувам тоа. Меѓутоа ете тие мал дел од 10%, сме се одлучиле да искачуваме карпи затоа што ние имаме афинитети за искачување на врвови кои што се повисоки и технички многу потешки од врвовите во Македонија. Тоа би значило дека доколку не ги искачуваш карпите, нема друг начин да научиш како да користиш алпинистичка опрема која што е неопходна за искачување на едни такви технички врвови. На матка јас се трудам во текот на летото најчесто барем 2 пати во неделата да се упатам на карпите и да вежбам. Дали тоа го правам сама или го правам со партнер, независно. Тие вежби се клучен дел, значи, за зајакнување на психата пред се,
и клучен дел за зајакнување и спретност на работа со јажињата и со опремата за искачување, кои што се стварно неопходни за било кој технички врв надвор од Македонија. Видеото кое што го спомена со фустанот нема никаква врска со искачување на карпи, морам да кажам. Значи тоа видео е искачување на гребенот на матка, тој гребен се нарекува новогодишна насока. Го избегнуваат луѓето новогодишниот гребен на матка, затоа што не секој сака да качува гребени, бидејќи таму не се користи јаж. Меѓутоа јас, бидејќи секогаш кога одам на матка, никогаш не користам планинарска патека за да се качам горе кај насоките за качување, туку го користам тој гребен за да стигнам горе на насоките. И мене тој ми е некако свој гребен. Значи јас сум многу често таму го поминувам во текот на денот по 2 пати минимум нагоре надолу кога сум на матка. Се случувало по 3-4 пати да го качам и симнам. И секогаш тоа го правам нели со шорцеви, патики и мајца. Значи не користам кацига, не користам јаже, не користам ништо за заштита. Тука си ја зајакнувам психата за да можам нели да имам доволно храброст на било каков таков сличен детал некаде надвор доколку се најдам во светот да можам да го искачам. Меѓутоа тоа со фустанот беше еден вид јас и тогаш кога го постирав видеото, јас не очекував на толку голем одзив на тоа видео. Тоа беше еден вид порака до сите планинари и алпинисти, меѓутоа до сите планинари и алпинисти кои што се жени, дека можеме ние многу повеќе од тоа што нас нели ни го припишуваат. Односно има многу голем скептицизам помеѓу планинарите дека жена не може да качува доволно добро како мажите, а јас се трудам и не само јас, има неколку планинарки кои што се страшно добри планинарки кои што многу ги почитувам и се трудиме да докажеме, значи да докажеме спротивната страна дека жените не се така нежни и не се така патетични како што сакаат да не представат, туку напротив ние имаме баш мотив, сила и имаме моќ да качуваме нешто и поинтересно и појако дури и од мажи. Го постирав тоа видео да ја прикажам моќта на жената. Најдов на неверојатен одзив, имаше многу позитивни коментари за тоа видео, секако имаше и критики, кои што реално мене не ме засегаат. Најголеми критики беа дека деца кои што започнуваат со планинарење и со искачување карпи ќе се обидат да направат нешто слично и тоа ќе ги доведе нивните животи во опасност. Меѓутоа јас одговор на тоа прашање го дадов дека исто така деца тодлери гледаат Спајдермен па не се фрлаат од згради. Така тоа не е пример на било кој дека може тоа да го направи, туку да е пример дека некој со многу сериозен пристап кон искачување на карпи и планинарење и со многу сериозни тренинзи какви што ги имав јас пред тоа искачување, може да се искачи дури и бос. Тоа беше пораката која што ја оставив. Се надевам дека секој си ја примил онака како што на него му одговара, меѓутоа на крајот од денот јас се чувствував многу окей со тоа што го направив и не ми е воопшто не се каам за тоа. Последно прашање.
Највисокиот врв во светот е Монте Монте Еверест. Еверест, да. Дали и кога Ирина Дишовска планира да го искаже Монте Еверест? Да, највисокиот врв во светот е Монте Еверест. Монте Еверест е врв кој што се наоѓа на само 15 километри од спротива на Ама Даблам. Тоа значи дека јас сега во октомври ќе го видам Монте Еверест во живо. 15 километри се релативно малку на таа висина. Значи ќе го видам Монте Еверест пред мене во живо. Се надевам ќе ми се отвори временски прозорец за да го видам. Желбата постои, се разбира, сепак јас се стремам кон височините. Тој е највисок во светот. Мислам дека нема поголемо достигнување од тоа. Меѓутоа во моментов финансиски не сум доволно значи немам доволно финансии за да можам да си го финансирам сама искачувањето експедиција на Еверест. Самото искачување на Еверест во моментов кошта $40,000, кои што се сериозна сума за еден планинар и кој што живее и финансира од една плата. Меѓутоа се надевам дека доколку го искачам Ама Даблам ќе се заангажирам малку посериозно со барање на спонзорства и ќе најдам соодветни спонзори кои што ќе ми помогнат барем дел, ќе се обратам и до Федерација на планинарски спортови кои што ќе ми одобрат веројатно и дел од буџетот за да можам да отидам како втора македонка да го искачам Монте Еверест, бидејќи прва македонка која што стапна на Монте Еверест е Илина Арсова и која што во тие моменти беше мој рол модел, односно таа ми беше идол кој што се стремам нели да ги достигнам нејзините успеси. Така да се надевам дека ќе биде тоа веќе следната година можеби. Се надевам јас. Фала. Ирина, ти благодарам за гостувањето. Ти Ти посакувам многу успех да ги искашиш ете тие сите овие високи врвови, па и Монте Еверест, највисокиот во целиот свет. На која висина е Монте Еверест? 8848 метри. Скоро 9000, значи. Скоро Тоа се 9 километри во висина. Во висина, да. Да, тоа е многу високо. Тоа е многу високо, да. Уште еднаш ти благодарам, многу успех и секако многу здрави. Ви благодарам многу на поканата уште еднаш. Да ги поздравам сите планинари и да им посакам среќа во нивните подвизи кои што им предстојат. Тоа беше разговорот со Ирина Дишовска. Разговаравме за планините, за планинирањето, за качувањето на карпи. Се надевам дека научивте многу. Овој спорт е се попопуларен, посебно во овој период каде што се наоѓаме и сите се обидуваат да избегаат од градската џунгла и да посетуваат планини и секако воопшто природа. Довидување и се гледаме повторно следниот петок.